и други. Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска на пресконференција го представи извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија во период од јануари до декември 2012 година. Истиот е подготвен од Македонската национална коалиција на невладени организации за правата на детето. Во Македонија не постои централна база на податоци која се однесува на децата. Томислав Атанасовски. Во Македонија не постои централна база на податоци која се однесува на децата, односно колку од нив се исклучени од образование, колку се на улица, колку немаат извод од матична книга на родените, колку не се вклучени во предучилишно образование. Ова создава проблем и забуна кои државата ниту ги потврдува, ниту ги демантира. Ова беше изнесено од страна на извршниот директор и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши, Драги Змијанац, на денешната пресконференција по повод извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија во период од јануари до декември 2012 година. Ја следиме состојбата со правата на децата, се трудиме да се подобри состојбата со правата на децата, информираме каква е состојбата со правата на децата и тоа до Комитетот за правата на детето во Женева, до институциите во Република Македонија. Бараме да се имплементира соодветно Конвенцијата за правата на детето и остро реагираме кога ќе биде прекршено некое детско право и за тоа бараме отчет и одговорност. Секако не сме секогаш задоволни со дефинирање само на состојбата со правата на децата, почитување или не, туку бараме и комитетот да достави препораки до владата на Република Македонија, а потоа учествуваме дали тие препораки се имплементираат во пракса или не. Дел сме од Националната комисија за правата на детето во Република Македонија и таму бараме исто така владата да се произнесе што од препораките кои се доставени до владата е испочитувано во периодот додека ние сме доставиле извештај каква е состојбата со правата на децата во Република Македонија. Нема база на податоци колку деца се исклучени од образование, колку деца се на улица, колку деца немаат извод од матична книга на родени, колку деца не се вклучени во предучилишно образование. Сето тоа создава проблем и забуна кога ќе излеземе во печат и кога ќе кажеме одредени состојби кои владата ниту ги демантира, ниту ги потврдува. Направивме истражување од 24 општини, каде што заклучивме дека во 9 општини, односно во 9 градинки, воопшто не се вклучени децата во предучилишно образование. Причини има многу, но нема оправдување. Причините се наводно недоволна информираност на семејствата за потребата од предучилишно образование, Сеопфатно сексуално образование во основните и средните училишта, како и посебно информирање за сексуалното и репродуктивно здравје, а особено за ХИВ и СИДА, а локалната самоуправа да формира буџет за сексуално и репродуктивно здравје. Како што напоменав, во добивањето, односно истражувањето на оваа појава учествуваа 6 организации и беше направено истражување во вкупно 21 општина, односно беа опфатени 65 основни училишта. Се раководевме од 3 индикатори. Тоа беше бројот на ученици со посебни образовни потреби кои што се вклучени во овие училишта, бројот на училишта кои што превземаат иницијативи и мерки за да го подобрат инклузивниот процес на учениците со посебни образовни потреби, како и бројот и видовите на иницијативи кои што ги превземаат општините, односно локалната самоуправа. Не случајно се одлучивме да го следиме и овој последен трет индикатор, бидејќи, како што знаеме, основните училишта се под ингеренција на самата локална самоуправа. Од она што го добивме како податок, значително е дека во сите 65 училишта кои што влегоа во оваа група за истражување, постојат, односно вклучени се ученици со посебни образовни потреби. Значи, ние веќе подолги години работиме токму на проблематиката на сексуалното и репродуктивно здравје, меѓутоа и на пристапот до остварување на здравствените права на различни категории на граѓани, меѓу кои и децата и адолесцентите. Значи, во рамките на овој извештај ние се осврнавме на пристапот до имунизација на децата и систематски прегледи воедно и пристапот до информација. Нашата препорака е по веќе ангажирање на теренски работници, здравствени медиатори, кои што би ги детектирале семејствата, децата. Загрижува фактот дека во Република Македонија нема центри за рехабилитација и ресоциализација на деца кои употребуваат дрога. Дел од препораките кои пролегуваат од овој извештај вклучуваат
при изградба на нови и при реконструкција на старите училишта да се применат стандардите за пристапност за да се овозможат услови за пристап и самостојно функционирање на учениците со посебни потреби во училишниот простор, поголемо вклучување на родителите на децата со посебни потреби во програмите детски развој, воспоставување на систем за следење на состојбата со децата кои потребуваат дроги, да се овозможи третман на зависност од дроги базиран на медицината за сите деца и така натаму. Изготвувањето на извештајот е дел од проектот Јакнење на капацитетите на невладиниот сектор за мониторирање на детските права, финансиски поддржан од УНИЦЕФ.